Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Општа болница со проширена дејност Кочани во функција го стави новиот ехоапарат од марката Mindray. Наменет е за секаков вид на прегледи. Општата болница со проширена дејност Кочани во функција го стави новиот ехоапарат од марката Mindray, кој е опремен со најсовремена технологија на приказ. Апаратот поседува 3 ултразвучни сонди, односно 2 линеарни и 1 конвексна. Наменет е за секаков тип прегледи, уролошки, гинеколошки, кардиолошки, како и за прегледи на дојките. Дел од неговите предности се автоматско мерење на дебелината на внатрешниот зид на артериите, автоматско мерење на волуменот на мочниот меур, приказ на лоцирање на замастен црн дроб, иновативна 3D визуализација и други карактеристики. Комуналното предпријатие Водовод ќе вложи близу 20.000 евра за сервисирање и одржување на пумпите од системот за водоснабдување. Огласот за јавна набавка е веќе објавен, а со завршувањето на инвестицијата треба да се обезбеди нормално функционирање на водоводната мрежа во градот и населените места што се приклучени на неа. Заради обезбедување нормално водоснабдување во текот на наредниот период, Комуналното предпријатие Водовод презеде активности за редовно сервисирање и одржување на пумпите од водоводната мрежа. Со оглед што се работи за витални делови од системот, за сервисирање и набавка на потребните делови, планирано е да се инвестираат околу 1.200.000 денари. Веќе е објавен јавниот повик за избор на фирмата што ќе ги обезбеди материјалите, деловите и сервисирањето. Според техничката спецификација, пумпите се со различна моќ и проток и се составен дел од водоводната мрежа, односно се користат за црпење на водата од бунарите кај градовци, како и за препумпување до постојните резервоари во градот, односно кај фабриката за вода, како и за препумпната станица за село Тркање. Освен опремата, фирмата што ќе се јави како понудувач треба да ја обезбеди и монтажата на придружните материјали за неа, како и тестирањето на пумпите пред почетокот на користењето. При тоа треба да достави и извештај со комплетните параметри за секој поединечен пумпен агрегат. Јавниот повик трае до 23 јули, а доколку процедурата за набавката помине според планирањата, испораката и инсталацијата на опремата треба да се врши сукцесивно по претходно писмена нарачка од Водовод. Слична инвестиција за сервисирање на пумпите за вода комуналното предпријатие од Кочани имаше минатата година, за што на фирмата Ваталко од Скопје беше договорено да ја исплати околу 1,5 милион денари. В среда во вечерните часови во Кочани и околните населени места ќе се спроведе второто прскање против комарци од земја, при што ќе бидат опфатени 300 хектари. Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување превентивна системска дезинсекција на територијата на општина Кочани, како општа противепидемиска мерка, в среда на 10 јули во вечерните часови ќе се спроведе терестичко третирање за заштита од комарци. Во втората фаза од запрашувањето од земја ќе бидат опфатени 300 хектари во градот Кочани и во селата Тркање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Третирањето ќе се изведува со водорастворлив широкотен спектарен инсектицид, одобрен од Бирото за лекови. За таа цел се известуваат пчеларите да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Доколку временските услови се неповолни, прскањето ќе се одложи за следниот поволен период. Општина Кочани првото терестичко третирање го реализираше на 29 мај, а авионското на 30 јуни. Членовите на извидничкиот одред Ластовица од Кочани учествуваа на летниот извиднички камп во Охрид. Се стекнаа со нови вештини и пријателства со своите врсници од други извиднички одреди во државата. Годишниот план за работа на извидничкиот одред Ластовица од Кочани се реализира според предвидената динамика, а младите членови ги исполнуваат обврските околу остварувањето на вештините во извидништвото. Тие успешно го заврши учеството на летниот извиднички камп, што деновиве финишираше во извидничкиот центар во Охрид. Станува збор за една од главните активности на сите извиднички одреди во државата. Кампот траеше од 1 до 7 јули, а извидниците беа сместени во шатори.
При тоа ги реализираа планираните активности во рамки на така наречените летни Симски олимписки игри, на спортските игри и обуките на изучување нови вештини. Кочанските извидници имаа активно учество и на шоуто Имам талент, во кое освоија максимален број бодови. Во играта на предизвици невозможна мисија, тимот на извидничкиот одред Ластовица покажа дека за него ништо не е невозможно, односно одговори на многуте предизвици и беше единствениот одред кој успеа да одговори на сите поставени прашања. На крај, извидниците полагаа за изучени вештини, а најуспешни во вештарства беа Мелани Манасиева, Софија Гоцева и Лана Манасиева. Тие го положија испитот по врзување јазли и нивна намена. Покрај новите вештини и знаења во неформалното образование, учесниците на летниот извиднички камп во Охрид стекнаа и нови пријателства со извидници од државата, а пошто заминаа со многу печатоци и емоции. Екипите Рели и Амфенол и Естон Дизајн и Аутовелт се полуфиналисти во рамки на 22-то издание на Петроденскиот турнир во мал фудбал. Дуелите се закажани за среда со почеток од 19:20 часот на спортското игралиште во дворот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Во завршна фаза е турнирот во мал фудбал во рамки на 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Спортските екипи го завршија и разигрувањето по групи, при што веќе се познати 4 полуфинални екипи. Средбите се закажани за среда и ќе се играат на мултинаменското спортско игралиште во дворот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Во 19 часот први силите ќе ги одмерат екипите на Рели и Амфенол, а час подоцна е закажан и дуелот помеѓу Естон Дизајн и Аутовелт. Финалето за 22-то издание на турнирот во мал фудбал е закажано за 12 јули петок со почеток во 20 часот, кога ќе бидат прогласени најдобрите 3 екипи на кои ќе им бидат доделени паричните награди. Општина Зрновци и оваа година ќе го организира турнирот во мал фудбал во рамки на Илинденските спортски игри. Пријавувањето на фудбалските екипи е до 15 јули. Општина Зрновци годинава ќе биде домаќин на турнирот во мал фудбал во рамки на 11-тите Илинденски спортски игри. По тој повод локалната самоуправа упати повик до сите љубители на спортот да учествуваат на турнирот. Надпреварите ќе се играат на мултинаменското спортско игралиште Васе Ангелов, а пријавувањето на фудбалските екипи е до 15 јули. За учество по екипа се плаќа 1000 денари. И оваа година општина Зрновци обезбеди парични награди. Првопласираната ќе добие 30.000, втората 20.000 и третата ќе добие парична награда од 10.000 денари. Финалето е закажано за 2 август Илинден, а организатори на традиционалниот спортски настан се локалната самоуправа и локалниот младински совет на Зрновци. Почитувани, тоа беа содржините што го одбележаа денешниот ден. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.